Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Утрото комбето застана пред куќата. Мамо, доаѓаат. Можеш ли да го понесеш твојот кафе со птици? Хави, дали слушна? Се селиме. Дали ти е мило? Јас сум веќе многу возбуден. А кај возрастните стресот не поминуваше. А како било тогаш, во минатото, кога требало да се пресели не само едно семејство, туку цел народ? Тие многу долго сакале да заминат од Египет и да се ослободат од робството. Но фараонот не ги пуштал да заминат и ги принудил да останат. Требало да работат многу напорно. Дење и ноќе го повикувале Бог да ја задоволи нивната потреба. Бог направил многу чуда, но фараонот останал со кораво срце. Бог ја повторил задачата за Мојсеј. Мојсеј, оди кај фараонот. Вечерва ќе поминам низ египетската земја и во секое семејство најстариот син ќе умре. Вечерта, едно израелско момче гледало како татко му заклал јагне. Зошто треба да умре јагнето? За да може ти да живееш, Јошуа. Бог го бара тоа. Таткото зел малку од крвта на јагнето и ги испрскал до вратниците на куќата. Лево, десно, на врвот. Крвта е знак. Бог вечерва ќе помине покрај нашата куќа и кога ќе види крвта, ќе не заштити. Жал ми е за јагнето, но ќе ми го спаси животот. Сите израелски семејства ги попрскале до вратниците со крв од јагне. Јошуа, дојди сега внатре. Веќе е темно. Облечи се. Треба да бидеме подготвени. Јаделе стоејки. Околу полноќ слушнале силни извици. Во секое египетско семејство најстариот син умрел. Заминете од Египет колку што можете побрзо. Заминете со се што ви припаѓа. Заминете сега. Повеќе од 1 милион мажи, жени и деца биле подготвени и заминале од Египет ноќта. Јошуа бил жив. Татко му го фатил за раката. Знакот на довратниците ги заштитил и им ги спасил животите. Бог сака да заштитува. Тој сака живот, а не смрт. Господ Исус висел ранет на крстот, а потоа умрел. Неговата крв била знакот дека Бог сака да не спаси од вечна смрт. Ова го рекол Исус. Кој верува во мене и да умре, ке живее. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!